И поранешниот директор на T-Mobile Жарко Луковски очи во очи со обвинителката Вилма Русковска за случајот рекет. Додека се чека распитот на првоосомничениот во овој предмет Бојан Јовановски, кој повеќе од 40 дена е во притвор, Луковски е само уште еден во низата сведоци кој зборува во обвинителството за гонење, организиран криминал и корупција. За него се зборува во еден од разговорите објавени од италијанскиот весник Ла Верита. Таму се слуша како Боки 13 му вели Норце Камчев дека Луковски ја завршил работата за случајот со базните станици и во СЈО и во владата. Во јавноста постојат сомнежи дека во рекет не се вклучени само Јовановски, Зоки Кичеец и Катица Јанева, туку истрагата може да доведе и до политичари, функционери, бизнисмени и други лица од јавниот живот. Токму затоа се поставува прашањето зошто толку време се чека со исказот на Боки 13, кој како првоосомничен сигурно најмногу може да помогне за проширување на овој предмет, кое беше најавено и од Русковска. А обвинителки дали тоа значи дека со овој веќе трет осомничен во постапката, случајот познат во јавноста рекет, се завршува, се затвара случајот или се уште отворен? Се уште отворен. Истражуваме и понатаму. Сомнежите дека највисоки функционери од власта се вклучени во рекет се зголемија откако порталот Инфомакс објави дека премиерот Заев ги предупредил рекетарите кои изнудувале пари од Камчев, повикувајќи се на исказот кој бизнисменот го дал пред Русковска, а неговата веродостојност беше потврдена од обвинителството. И покрај овие информации, републичкиот обвинител Љубомир Јовевски тврди дека политичари не биле вклучени во рекет. Сакам да истакнам дека досега обезбедените докази потврдуваат дека се работи исклучиво за кривично правен настан и затоа случајот не треба да се политизира или пак да се поврзува со учество и на лица од други држави. Нагласувам дека нема ниту една индиција дека незаконски прибавените средства завршиле кај домашни или странски политичари. Инаку, Управата за јавни приходи реши да започне со чествање на правните субјекти поврзани со Боки 13 повеќе од еден месец откако случајот рекет беше отворен. Меѓу другите, ќе се проверува финансиското работење на невладината Меѓународен сојуз, преку која Бојан Јовановски е поврзан со лица од водачката гарнитура. Таму член на управниот одбор е заменик градоначалникот на Скопје Енвер Малики, како и Владо Богоев, татко на првиот човек на Карпош Стефан Богоев. Дел од основачкото собрание беше и портпаролот на СДСМ Костадин Костадинов, додека пак титулата почесен председател ја доби пратеничката од власта Фросина Ременски. Покрај поддршката која Меѓународен сојуз и Боки 13 јавно ја добива од власта, општините Битола, Карпош и Куманово, со кои раководат кадри на СДСМ, имаа потпишани договори за соработка со невладината на Јовановски.